Добар ден, почитувани. Стартуваат минутите на уште една нова Телма амбуланта. На 19 мај се одбележува светскиот ден на лекарите по општа, односно семена медицина. На овој ден се потенцира важната улога и големиот придонес на матичните лекари секаде во светот. Денеска во студиото на Телма гостинка ни е доктор Марта Тунчева, специјалист по семена медицина во ПЗУ доктор Кирил Атанасов. Докторке, добар ден, добре дојдовте во студиото на Телма и честитки за овој убав ден и празник. Добар ден, добре ве најдов. Нека ни е честит празникот на матичните и семејните лекари секаде у светот. Матичните и семејните лекари имаат многу важна улога во примарната здравствена заштита и пружањето на услуги на пациентите. Денеска се одбележува овој значаен ден за сите матични, односно лекари по општа и семена медицина во светот. На каков начин ќе се одбележи, односно ќе се прослави? Денес ни е свечено секако во пандемиски услови. На работните места ќе го одбележиме и го одбележуваме денот после 12 години, затоа што во 2010 се прогласи 19 мај како ден на матичните, односно семејните лекари. Денеска ние на пациентите кои што влегуваат, срдечно ги пречекавме, пополнивме прашалници во однос на нивниот став кон семејните лекари, матичните лекари, како и задоволството од нас, матичните лекари, како и продолживме со една скрининг постапка за контрола на обезноста кај пациентите од страна на матичните лекари. На 21 во сабота активно, значи ќе излеземе на терен, при што активноста ќе се одбележи во градски парк, кај фонтаната на кој што личи на лотос, така да во текот на предпандемните часови ќе се прави истата активност на случајни минувачи, така да сметам дека ќе биде заинтересираноста поголема и сите тие анкетни листови и резултатите кои што пациентите ќе ги видат, ќе бидат на некој начин преработени за едукацијски цели. Ова е логото, всушност, на светскиот ден на општите лекари, односно на семејните лекари, можеме да го погледнеме. Кое е значењето? На што се темели овогодинишната кампања? Поради тоа што напоменав дека се уште сме во пандемија, значи светскиот ден на семејните лекари годинава беше одбележан под едно мото. Ние лекарите, семејните лекари, секогаш сме таму да се грижиме. Family doctors is always there to care. Меѓутоа се заснова на... Можеме да видиме always there to care. Секогаш таму или тука. Со грижа. Да се грижиме, да пренесуваме грижа или да помагаме на некој начин. Се заснова на 3 столба, како што имате истакнато на екранот. Секогаш се мисли на континуираната грижа во еден лонгитудинален правец, ефективна, навремена, во секој момент кога им сме потребни и од почетокот до крајот на животот. Меѓутоа, ова значи дека и ние сме обврзани на некој начин континуирано и да се едуцираме во зависност, да пружаме услуги во зависност од потребите на пациентот индивидуално. There или таму, или тука на лице место, каде ќе се најдеме, се мисли за ангажман на семејните или матичните лекари и во здравствени кризи, и во војни, и во тешки моменти, ангажирајќи ги своите колеги да пружат здравствена грижа во зависност од потребата на самиот пациент. И care е еден широк проем за грижа, при кој што се пружа правична, правовремена, значи издржлива грижа за самите пациенти, затоа што се стакнува довербата која што имаат кон нас. Од една страна, од друга страна, значи самата привилегија да си семеен лекар, да си поблиску и непосредно до пациентот и одговорноста која што ја носиш кон самите пациенти, а од друга страна, значи здравјето на пациентите човеково право кој што треба да се гради. Докторке, како се станува матичен лекар, а како семеен лекар? Постои разлика, така? Постои разлика. Матични лекари се сите лекари кои што работат во примарна здравствена заштита имаат склучено договор со фондот.
Не сите лекари кои што работат во примарна здравствена заштита имаат ствање на својот факсимил специјалист по семејна медицина. Меѓутоа, лекарите кои што ќе завршат додипломски студии и кога ќе поминат одреден период во стаж, односно практична настава, која што е обврзана за да го положат својот стручен испит, после полагањето, доколку се вработат, значи и обврзани се, ако работат со пациенти на примарно ниво и да пружат услуги на примарно ниво, тогаш во соработка со фондот се потпишува договор и се станува избран лекар. Меѓутоа, за да станеш специјалист по семејна медицина, треба да се запишеш на специјализација. Специјализацијата опфаќа обука, односно настава, која што е по европски курикулум и е практично се спроведува на медицински факултет, а специјализацијата започна во 2010 година по ЕУ директивата, кога најпрво се формира катедрата по семејна медицина, која што е под менторство на Катерина Ставрич, а подосна се формира и Центарот за семејна медицина, кој што има многу пошироко поле на делување, а тоа е да врши континуирана медицинска едукација, меѓутоа не само на лекарите, туку и на медицинските сестри, патронажните сестри, како и некои немедицински кадри кои што се асоцирани и работат во здравствени струки или во институции каде што има здравствена нега. Меѓутоа, сакам да докажам за специјализацијата, тоа е процес на едукација кој што е подвргнат на 3 години целосна специјализација или доедукација во зависност од стажот кој што го имаат колегите и на крајот полагаат специјалистички испит. Има интерес кај нас за семејна медицина? Кај нас има интерес за семејна медицина, меѓутоа процесот трае поспоро. Од 2010 требаше до 2020, согласно ЕУ директивите и правилникот на Европска Унија, треба сите лекари во светот да бидат специјалисти по семејна медицина. Тоа беше прифатено, имплементирано во закон со законска регулатива. До сега има 450 специјалисти по семејна медицина, кој што не е мала бројка. Меѓутоа во 2020 година повторно се продолжи законски подкрепено, значи временската рамка за завршување на специјализација на матичните лекари, да се стекнат со звање семејни лекари. Она што е битно, што многу работи не се исти како во светот, значи сепак ние сме земја со среден и низок развој, значи припаѓаме во таа група, некаде не сметаат, не етикетираат како земја со среден развој, некаде со низок развој, меѓутоа најмногу од се во овие 3 години сепак пандемијата си го направи своето, а започнати беа реформите во примарна здравствена заштита, така да се очекува да се продолжат. Кои се компетенциите на семејниот лекар? Компетенциите на семејните лекари се малку пошироки. Би сакала за кратко да објаснам што значи да си семејен лекар. Кога ќе станеш general practitioner или општи лекар, доктор по општа пракса, значи главно карактеристиките ти се насочени кон пациентот секако, кон заедницата и кон семејството, одржувајќи едни интерактивни релации, интерсекторски и интердисциплинарно, водејќи пациенти со акутни хронични заболувања, водејќи го нивниот тек на болеста со сите тие правни регулативи. Меѓутоа, за да станеш специјалист, односно семејен лекар, компетенциите се насочени кон едни специфични знаења, кои што се насочени кон самиот пациент, кон нивните практични изворни проблеми, еден склоп од историја и настани традиции, генетика, практично си обкружен со сите тие релации кои што се во склоп на неговото семејство, а истовремено имаш знаења од повеќе области. Меѓутоа, тие компетенции не се за целосно да го водиш, меѓутоа имаш улога да го рано да го препознаеш, да правиш едукација, да правиш скрининг и истовремено да корелираш со останатите служби специјалистите од повисоки нивоа или да координираш грижа од заедницата. Меѓутоа, главни компетенции се засноваат на менеджмент во примарна здравствена заштита и една ефективна комуникација. Тоа е практично стеблото на нашето дрво,
а истото се разложува во 6 компетенции. Најпрво е она што сакаме и сите вие го знаете, дека ние сме практично влезот таму кај што се влегува во здравствениот систем, една порта која што нема врата и постојано се влегува и тука завршуваат пациентите. И не интересира какви се пациентите, тие се наши пациенти со сите нивни карактеристики. Од друга страна сме ориентирани кон заедницата, затоа што се грижиме за самата заедница да одржуваме релација, на што го напоменав, со сите нивоа, интерсекторски и интердисциплинарно. Ние имаме специфични знаења за специфични проблеми, затоа што ја контролираме на некој начин, на примерно ниво преваленцата и инциденцата на самите заболувања и одговорни сме за истото. Имаме ориентација кон самиот пациент, затоа што главната улога ни е да промовираме здрави навики и да учествуваме во превенцијата, например како што се вакцините, да ги едуцираме пациентите како да не дојде до болест, истовремено да работиме секундарна превенција, која што е во многу блиска релација со примарната превенција и правиме рана диагноза и скрининг на едно лонгитудинално, долго ниво, значи од почеток, нижајќи ги сите тие проблеми како една нишка или еден бисер, а од друга страна градиме еден личен однос, центриран однос, каде што пациентот е во центарот на вниманието со сите негови потреби, екзистенцијални, биопсихосоцијални потреби. Значи, не симптоматологија општо, него какви симптоми, дали овој лек е поупаство или дали него му одговара и така натака. Значи, го опишувам за да го сватат самите пациенти, а од друга страна го градиме проактивниот пристап, односно бараме активен пациент кој што знае што сака, знае да се грижи, знае да препознае, знае да појде на лекар и да побара, знае да проучи, знае да направи селф-мониторинг и само грижа и знае да применува терапијата истовремено да се информира и да гради здрави навики за да не се влоши неговата здравствена состојба. Докторке, семејниот лекар треба всушност да биде лекар на сите членови во едно семејство, дури и на децата. Тоа значи дека треба и педиатриски услуги да дава? Апсолутно, значи не сегде има педиатри. Нажалост, значи многу се инсуфициентен е бројот на педиатрите. Меѓутоа тоа се сето склоп на околности, не само кај нас, него и во здравите и јаките здрави здравствени системи. Семејните лекари никогаш не можат да ги заменат педиатрите, меѓутоа можат да работат и имаат компетенции до одредено ниво во кое што можат да успешно да промовираат здравје и на некој начин да успеваат да ги пораснат тие деца кои што се прикрепени кај нив. Затоа што во малите места, во руралните средини немаме педиатри. Дури и во Скопје, кој што е главен град, дури на повисоко ниво, дури на терцијерно ниво се инсуфициентни педиатрите, а не на примарно ниво. Ние покриваме услуги во однос на едукација на пациентите, скрининг, во превентивните програми, како и превентивните тимови, гледајќи ги картоните нивни за вакцини, советувајќи ги пациентите, покривајќи, значи, акутни респираторни инфекции, исхраната кај децата, раст и развој кај дете, кривина раст, меѓутоа во еден момент, кога ние имаме проблем, ние никогаш не ги оставаме децата без да се консултираме. Потоа ги упатувате на педијатар? Ги упатуваме, затоа што треба да ни е на сите јасно дека во нашиот курикулум имаме компетенции од сите полина, вклучително и од семејна медицина, и точно знаеме, имаме критериум за поставување на диагноза, имаме точно критериум кога треба да ги упатиме и критериум кога да се хоспитализираат пациентите. Затоа и не треба да се мешаат ставовите дека семејните лекари покриваат ингеренции или компетенции од другите специјалности или им ги земаат. Тоа не е така, затоа што секогаш базата треба да биде поширока на примерно ниво, односно тука пациентите првите услуги да ги добијаат. Во некои земји семејните лекари вршат и некои гинеколошки услуги, како што е, например, ПАП тестот. Предвидено ли е тоа и кај нас? Апсолутно, дека во курикулумот постои да се зема ПАП тест. Сега, брзо време, значи пред некое време започна и кампања на меѓу кои беше вклучена Министерството за здравство со координација со ХЕРА, меѓутоа тоа беа офатени области таму каде што нема гинеколози на примерно ниво, а медиумите, значи гласно ги, со честички сите ги поздравивме тие
тие кампањи, тие активности. Зашто? Затоа што семејните лекари практично тие компетенции со кои што ќе се стекнат и ги учеле на специализација, од друга страна ќе ги повторат и ќе се доедуцираат во соработка, значи со Министерството, се насочени кон превентивните програми, кон скринингот, кон едукација на пациентите. Значи во однос на сексуално репродуктивно здравје, во однос на планирање на семејство, во однос на рано препознавање на рак на дојка, во однос на машкото здравје, значи како да се препознаат тие појава на симптоми кај бремените жени во однос на сексуално трансмисивните заболувања, земење на ПАП, точно, едукација на жените во менопауза, планирање на семејство кај младите, како што кажав, значи тоа што треба да се заштитат од непланирана бременост, како и од друга страна, значи земење на вагинални брисеви, меѓутоа не до ниво во кој што треба да пресудуваат, него тие ќе ги земаат овие постапки, ќе ги спроведуваат, меѓутоа секогаш во корелација со гинеколозите. Зашто? Затоа што тие основни функции и услуги не им се пристапни на пациентите во некои средини ширум Македонија. И околу 25 учесници се веќе во процесот на едукација. Мислам дека тоа е за поздравување, не заради тоа што семејните лекари немаат работа, него имаат премногу работа, во интерес на пациентките да не патуваат многу километри за рутински совети и за рутински контроли во соработка со оние гинеколошки институции, значи да помогнат во однос на овие постапки. Во богатите земји концептот со семејните лекари дава одлични резултати. Како изгледа имплементацијата на овие простори? Се наидували на некакви препреки? Видете, ова е сепак Македонија да се имплементира семејна медицина, требаше време, меѓутоа сепак сметам дека имаме голем исчекор направено во 2020 година. Компетенциите на матичните, односно специјалистите по семејна медицина се признаја од страна на владата во која што е предводеше минатиот министер. Меѓутоа се уште Министерство за здравство нема најдено модел по кој што ќе треба да се на некој начин Фондот за здравство склучи договори и истите да се валоризираат, односно да се увреднуваат. Компетенциите се добро дефинирани, добро објаснети, се постапки со кои што ние на некој начин треба да видиме бодирани, а тој бод треба да се увредни, односно да се валоризира и да се плати. Реформите за примарна здравствена заштита започнаа. Практично започнаа пред пандемијата. Меѓутоа, сега пошто се случува период кога сите мерки се практично на некој начин редуцирани, мислам дека веќе се започнати работните групи со продолжување на реформите, така да се очекуваат и услуги да влезат во процес, најпрво преку пилот, меѓутоа понатака ќе се имплементираат, како и некои други компетенции, и истовремено, значи, телефонската консултација, односно електронското водење на услугите и закажувањето на прегледи кај матичните лекари. Значи, закажување на прегледи? Апсолутно. Тоа е дел од концептот? Доколку сакаме да имаме квалитетна примарна здравствена заштита, онака како што се залага Светска здравствена организација Здравје за сите. Значи, треба прво да имаме компетентни лекари, кои што ќе бидат признаени и нивните услуги ќе бидат имплементирани и валоризирани на некој начин, како и останатите специјалистички служби. Треба да има закажување кај матичните лекари, затоа што на секој треба да му се обрни доволно внимание, толку колку што треба, и треба целосно да се води електронска документација со електронски рецепти. Нажалост, упатницата почна за време на пандемијата во некои институции, меѓутоа сега имаме прекин, иако во нашите соседни земји функционира одлично, затоа што хроничните пациенти за одредени, да речем, услуги во кои што ние како семејни лекари сме ги прочитале резултатите, мора да се враќаат за препис на лекови или да ги реферираат повторно ке специјалистот кој што ги води
еднаш или два пати годишно. Така да мислам дека некои работи треба да се имплементира Значи нема така да може секој кога сака да си појде на лекар како што се прави сега, па се создаваат гужви во чекалните. Видете, акутните случаи ќе морат да доаѓаат постојано. Меѓутоа, хроничните пациенти кои што доаѓаат за подолги консултации и за превентивни прегледи, секако дека ќе мора да се закажуваат, а со реформите се планира, значи, едукација и на медицинските сестри, затоа што се започнати реформите за признавање на компетенциите на медицинските сестри кои што работат во примарно ниво, така да заедно тимски ќе ги работиме сите тие работи и нивните компетенции ќе влезат во систем и нашите компетенции. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со денешниот разговор. Докторке, во вториот дел од емисијата ќе им дадеме можност и на гледачите да се вклучат со нивни прашања во емисија. Почитувани, останете на Телма. Со доктор Марта Тунџева, специјалист по семена медицина, денеска разговараме во Телма амбуланта за светскиот ден со кој што се одбележува семената медицина, односно ова е светски ден на лекарите по општа и семена медицина. Од овој момент, почитувани, ќе можете да се вклучите и вие со ваши прашања во емисијата на телефонскиот број 02 3076 677. Докторке, голем дел од докторите по специјализацијата заминуваат во странство. Тоа секако е проблем, бидејќи многу малку лекари остануваат кај нас во државата. Како да се реши овој проблем? Видете, тоа е како да се задржат здравствен проблем не само во нашата земја, него и во западноевропските земји. И сметам дека не е само со лекарите, него и со цел здравствен кадар, не само на примарно ниво, туку и на секундарно и на терциерно ниво. Нажалост, многу лекари кои кога ќе завршат факултет, некако специјалисти заминуваат одма, затоа што добиваат некои услуги кои што се практично со специјализација, меѓутоа поминува тој период кога треба да ја нострифицираат дипломата, исто ги поминуваат тие голготи кои што нажалост треба да правно да ги регулираат. Сметам дека треба да се направи исчекор и мислам дека постојано Министерството прави некои активности со кои што планираат како да се задржат младите. Затоа што ќе дојде период кога нема да имаме матични лекари, практично нема кој да не лечи, затоа што сите ние сме пациенти. Она што се препорачува е прво да имаат специјализација од почеток по семена медицина, како што ние од почеток работевме, значи во различни места, некои во рурални средини и така натака, за да го стекнат искуството. Меѓутоа, таа специјализација треба да биде на едно место, без да работат и да одат на специјализација. Практично и другите специјалисти кои што специјализираат на клиника и работат и одат на специјализација. Значи, тоа не треба да биде така, затоа што треба да биде, значи, ефективно тоа учење, треба да биде имплементирано и они да се таму и не можат да бидат на две места. Од друга страна треба да добиваат плата за истото, да биде, значи, кофинансирана специјализација, да добиваат плата, а на оние лекари кои што ќе се вработат, да им се дозволат поголеми можности, односно услугите да бидат повисоки за кои што ќе бидат платени, затоа што на почеток им треба да стекнат доверба кај пациентите, да примат, да се запишат пациенти кај нив и да ги задржат на некој начин, а од друга страна оние лекари кои што ќе одат во пензија практично да не останат тимовите на работа, него самата амбуланта да се продолжи во континуитет и пациентите автоматски да бидат препишани на лекарот кој што е млад и што сака да продолжи со истите пациенти кои што веќе ги запазно. Затоа што треба, како што е темата на емисијата денеска, пациентите треба да му веруваат на својот матичен лекар. Апсолутно. Во време на пандемијата се соочивте со големи предизвици како матични лекари. Ја преорганизиравте целосно својата работа, начинот на комуникација со пациенти, начинот на диагностика и слично. Како беше да се работи во тој период? Па тој период се уште трае, некако сега малку се операвуваме овие месеци пол до 2. И тек почнуваме, затоа што овој здравствен систем е многу ранлив, прво финансиски, второ и со другите ресурси, вклучувајќи ги и услугите кои што треба да се дадат во здравствените установи, затоа што треба да се репарираат.
Беше тежок период, затоа што стана нагло. Не беше нешто непознато, а ние бевме со инсуфициентни знаења, она што ни се пласираше од Министерството, од Центарот за семејна медицина и така натака. Значи ги собиравме информациите наеднаш, ги апсолвиравме и одма настапувавме во пружење на услуги. Меѓутоа, нагло започна, значи моравме, ние немавме ни време како да размислиме за да го концепираме тој план, меѓутоа ги реорганизиравме нашите активности и услуги, со тоа што практично се стави во фокусот на COVID, а хроничните пациенти мораше да ги почитуваат препораките на Министерство за здравство и да се консултираат на некој начин преку телефон или користејќи виртуелна комуникација, значи преку сите тие уреди кои што ни беа достапни. Комунициравме со патронажните служби, комунициравме виртуелно со домашна посета, со брза помош. Најтешко беше да се организира транспорт до болничките услуги, ке тие пациенти кои што требаше да бидат хоспитализирани, а нас ни беше од приоритет да бидат хоспитализирани затоа што ги предававме, значи во сигурни раце, таму кај што ќе има 24 сати надзор и ќе бидат подкрепени. Ги едуциравме пациентите, ги следевме, ги водевме, ги повикувавме секој 2 до 3 дена за да може да ги прегледаме, секако со една обезбедена во безбедна средина, со триажа, значи со комплетно запазени мерки за заштита и со мерки како да ги превенираме, значи останатите за да не дојдат во контакт со заразени пациенти. Така да мислам дека тоа беше најтешкиот период, али успеавме на некој начин. Тоа беше период на нешто што е непознато, на страв, на неизвестност и на една грижа која што продолжи со нас. Така, вие Нивната грижа беше наша грижа, да загубиш пациент беше исто како да загубиш член од семејство. Така. Вие бевте меѓу тие лекари кои што матични лекари кои што ги прегледуваа пациентите болни од ковид. Па јас верувам дека многу од докторите си ги прегледуваат своите пациенти. Практично и не верувам на тоа дека не прегледувале пациенти, можеби беше тоа на почетокот. Затоа што се уште немавме информации како да ги водиме. Насоките беа и кон нас пратени, не само кон пациентите да бидат изолирани, него и ние како да ги прегледуваме нашите пациенти. Се до оној момент додека не се спроведе почеток на вакцинација и мислам дека сите доктори почнаа да прегледуваат, затоа што ние бевме првата линија која што нас не имунизираа, за да можеме да работиме со пациенти. Најтешко беше во британскиот и во Делта сојот, кога се уште вакцинацијата не беше целосно спроведена. За разлика од тој период, во Омикрон веќе пациентите и слободно доаѓаа, само се најавуваа, ние да може да ги тргнеме настрана или во друга просторија пациентите кои што се хронично заболени, секако ќе се сложат и самите пациенти таа. Значи овој период со Омикрон ковид, значи се разликува од останатите. И ние практично на некој начин скрининг алатките кои што не беа познати и беа значи асоцирани со ковид, ги апсолвиравме и преку телефонска комуникација успевавме значи да ги препознаеме нашите пациенти кои што се асоцирани или сомнителни за ковид, а потоа веќе се зедовме и улога во закажување на термини за вакцинација и активно промовирање на вакцинација, посебно кај хроничните и ранливите категории. Имаме гледач на линија, ќе му дадеме предност да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, јас првен ви сакала да ве поздравам вас, поздрав и до докторката во студиото. Благодарам. Значи, моето мото е секогаш да му верувате на својот матичен лекар. Зошто? Бидејќи се започнува од кај него, значи секој почеток на лекување, бидејќи тие се оние кои треба да ве проценат, значи вашата ситуација здравствена, каде понатаму да ве насаджат. Се разбира, сето тоа оди во ваш прилог, бидејќи се работи за вашето здравје. Од мене уште еден поздрав и нека е честит денот на матичните лекари. Ви благодарам за вклучувањето и за честитката. Благодарам, пријатно. Пријатно. Така, сосема е така и многу е важно да се одбере вистинскиот матичен лекар. Се согласувате со мене? Па да, апсолутно е така. Јас би сакала сега да им поставам прашање на сите гледачи кои што во моментов се присутни, да размислат, да застанат сами
и да си го постават прашањето дали му веруваат на својот матичен лекар. Дали ти, Марија, и веруваш на твојата матична доктор? Апсолутно. Тоа е многу битна порака. Мислам дека во овој момент и моите колеги кои што се уклучени сигурно ќе им значи многу, така да тоа е еден мотив за нас за да продолжиме и на некој начин да го репарираме овој ранлив здравствен систем, да продолжиме понатака и пациентите повторно да ни се вратат во амбулантите, затоа што мислам дека ќе наидиме на нешто што не е посакувано, значи нешто што е ново и додека започнеме на тоа за тоа ни треба време. Тоа ќе биде моето следно прашање. Голем дел од пациентите со хронични болести абстинира од прегледи за време на ковид пандемијата. Какви активности се презема за да се вратат тие во амбулантите на прегледи? Практично цело време беа отворени, значи, нашите врати за пациентите. Само што моделот на закажување и телемедицината, значи, зазеде ново место и во иднина ќе стане нова компетенција, затоа што и така се планира дел од советите да бидат телефонски, односно виртуелно дадени, од друга страна да можат и да прават само мониторирање и самите хронични пациенти. Пациентите се заштитуваат така како што беа препораките. Меѓутоа, сега кога ќе се јават ние, значи, желни сме да дојдат за да ги видиме, за да се врати истата ситуација кога пациентот ќе зема картон и ќе чека ред да биде повикан внатре. Ние имаме многу работа, се уште работиме, значи и со телефонски консултации, и со телефонско закажување, и телефонски нарачки на нивната хронична терапија. Меѓутоа, се повеќе се враќаат пациентите и практично очекуваме дека ќе начекаме ке многу од пациентите влошување на нивните хронични заболувања или појава, значи, на некои нови, посебно на засегање на менталното здравје. Имаме двајца гледачи кои што ќе ги вклучиме во денешната Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Честитки за докторката, за матичните лекари. Добар ден. Ви благодарам за... Честитки за докторката, за матичните лекари. Ја имам моја ќерка, ми е матичен лекар и сакам сите пациенти да се исклучат. Мајлинда Дервиши, она е од село. Така, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија, да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Да чекање сум. Ве слушаме, еве во програма сте, повелете. Не сме уште збори спикерката. Дали имате некое прашање што ќе го поставите во денешната емисија? Не, само да честитам. Само честитка сакате да упатите? Така? Да. Ви благодарам за вашето вклучување и за поддршката што ја давате на сите матични лекари, односно на лекарите по општа и по семејна медицина. Многу е убаво кога се добива поддршка од пациентите. Во продолжение на емисијата ќе проговориме, докторки, што после ковидот. Што очекувате? Еве, очекувате влошување можеби на одредени болести, но еве во однос на вакцинацијата, сметате дека ќе се продолжи со такво темпо за потреба од бустери кај хронично болни и слично? Еве, за улогата и на матичните лекари во тој контекст. Значи, матичните лекари беа вклучени во вакцинација во нашата земја преку систем на закажување и промоција на вакцината, затоа што ние за време на почетокот на пандемијата цело време исчекувавме, нели, да се појави вакцината, се со цел да овозможиме ослободување на мерките. Кога дојде вакцината, имавме отпор кај пациентите. Нашата улога е да промовираме прима вакцина. Значи, тоа ни е нашата специализација, примарната превенција. Вакцината спасувала и ќе спасува животи. Она искоренила многу болести. Ниедна вакцина 100% не може да ве заштити. Меѓутоа, може да ви ги ублажи компликациите. Тоа и се случува. Значи, многу пациенти кои што имаја примерно 2 дози вакцина, значи со омикрон немаја практично никакви симптоми, многу лесна клиничка слика.
Исто така и ке старите лица кои што имаја примено вакцина, дури и трета доза кои што имаја примено вакцина, а истовремено имаја загадени или беа заразени, имаја многу лесна клиничка слика. Улогата наша и понатака ќе продолжи во промоција на вакцината, затоа што сметам дека вакцината е таа која што нив ќе ги заштити и ќе продолжат да ги водат своите хронични заболувања. Меѓутоа, што после COVID, значи ќе имаме така е и такви се ставовите, а и такви ни се состојбите кои што ги откриваме кога пациентите ќе се пожалат на одредени симптоми. Значи, се појавуваат лонг ковид симптоми, најчесто се случува поретко да имаме длабоки венски тромбози, се случија и многу мозочни удари, ке лица кои што прележале ковид, кои што не се имунизирани, срцеви инфаркти, засегање на менталното здравје во значителна димензија и тоа асоцирано со несозници, асоцирано со обвинување, со депресија, а исто така бърнаут ке здравствените работници. Така. И тоа е нешто на што треба да се обрне внимание, прегорување од премногу работа. Апсолутно, и грижа. И грижа. Имам уште еден гледач, да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодарам. Сакам да прашам матичниве лекари, дали има разлика од семејни матичен лекар? Така, ви благодарам за прашањето. Делум нова го појаснивме на почетокот на емисијата, но доктор Марта, еве повторно, која е разликата помеѓу матичен и семен лекар во неколку реченици, ако може? Разликата е во специјализацијата. Значи, ние сите сме матични лекари затоа што имаме склучено договор со фондот и работиме на во примарното здравство. Меѓутоа, специјалистите по семејна медицина имаат завршено специјализација, компетентни се, имаат специфични знаења за специфични проблеми. Имаат клинички вештини кои што ги поседуваат и така пристапуваат, употребуваат алатки за рана диагноза и скрининг, се со цел да се спроведе и рана интервенција. Поседуваат знаења од многу области. Исклучително, она што е најбитното, тоа што го кажавме на почеток, менаџерирање во примарната здравствена заштита и ефективни комуникацијски вештини. Доктор Кеве, доколку некој сака своето дете да го води неговиот матичен лекар, дали може тоа да го прави матичниот лекар доколку не е специјалист по семејна медицина? Може апсолутно, значи, по договорот со фондот кој што е унифициран и за специјалистите по семејна медицина и за матичните лекари кои што немаат завршено специјализација, практично компетенциите не се препознаени на специјалистите по семејна медицина. Тоа е тоа што со реформите се очекува да се спроведи на некој начин и да се практично да се валоризира и да се надгради на некој начин тој договор односно услугите. Затоа што 12 години од кога е катедрата, значи излезени се над 450 специјалисти, практично услугите кои што ги даваат специјалистите и оние кои што немаат специјализација се исти. Меѓутоа, и точно и ние работиме на примарно ниво, меѓутоа ние постојано ги работиме, меѓутоа тие не се увреднети, не се бодирани на некој начин платени како и останатите специјалности. Затоа сметам дека може да се води дете во матична амбуланта, посебно оние лекари општи кои што имаат долгогодишно искуство со деца, значи со предшколска возраст, со школска возраст, апсолутно и во семејните ординации, затоа што ние ги поминавме сите турности во педиатрија кои што се практично за нас, за специјалистите по семејна медицина, она што ви го кажав на почеток, значи водење на школско, предшколско дете, скрининг, рана диагноза, водење на раст и развој, исхрана, респираторни инфекции и така натака. Во однос на лицата со деменција, дали примарното здравство е првата врата каде што тие треба да се обратат, доколку ги забележат симптомите? Кај матичниот лекар треба да го направат прегледот или веднаш да се упатат на специјалист? Апсолутно, влезот за сите болести е матичната амбуланта. Тука е влезот.
може би пациентите некојаш ќе се јават во ургентен центар, али ако ги прочитаме сите извештаи, пишува обратете се во работен ден кај својот матичен лекар. Значи, сите болести, тука е влезот, тоа е портата. Значи, тука идат и тука завршуваат пациентите. Ние сме тие што треба да преземеме активности, да препознаеме, да нас проведеме скрининг, рано да интервенираме со упатување на повисоко ниво во кој што ќе се спроведат дополнителни диагностички, специјалистички процедури со кои што ќе се доутврди болеста. И повторно се враќаат кај нас. Првата контрола на рана диагноза на деменција во матичната амбуланта, кога се спроведува, значи ЕКГ, се прашуваат сите информации во однос на несаканите ефекти на лековите или се таргетираат и доколку не одговара лекот, тоа е таа координација со специјалистичките служби или со патронажа или интегрираните услуги кои што треба да се побараат од општините за да некој лице со деменција му се пруши нега во домашни услови. Тоа се спроведува преку матичната служба. Така, во оние високо развиени европски предсеземи каде што има добра примерна заштита, драматично се намалени бројот на заболувања, односно смртни случаи од кардиоваскуларни заболувања, навремено се диагностицираат малигните болести. Тоа зборува колку е важно всушност овој сегмент од здравствениот систем добро да функционира. Светската здравствена организација вели за примерна здравствена заштита од суштинско значење обезбедување на високо квалитетна грижа и спроведување на мотото здравје на сите. Тоа е тоа што го кажавме и претходно, значи може да го повториме, значи за да имаме високо квалитетна примарна здравствена заштита треба да имаме цврста основа. Так. Значи пирамидата е базата ја представува примарната здравствена заштита. За тоа ни требаат компетентни лекари кои што се постојано подложени на континуирана медицинска едукација, кои што се специјалисти, за кои што Европската унија декларира дека сите треба да бидат специјалисти на ниво на примарна здравствена заштита, во кој што ќе можат пациентите дел од услугите да ги завршуваат тука, да не лутаат нагоре, за кој што ќе се упатуваат пациенти кои што имаат потреба од диагностицирање на повисоко ниво само во даден сегмент каде што не може да се сврши услугата, односно да се пружи во примарната здравствена заштита, а посебно оние кои што се наоѓаат во оддалечените сегменти. Затоа сакаме уште еднаш да наговестам дека ние имаме знаење од многу сегменти. Многу од пациентите немаат пристап и да сакаат не можат да дојдат на повисоко ниво. Работат во рурални средини, немаат финансиски средства, стари се и непокретни. Значи матичните лекари и семејните лекари, специјалистите мора да ги пружат тие услуги таму каде што треба, секогаш, односно да се грижат, затоа што грижата не значи само диагноза и третман. Грижата значи слушање, интервенирање и спроведување, за да пациентот се чувствува безбедно кога сме ние покрај него. Се надевам дека ќе расте интересот за катедрата по семејна медицина, дека лекарите кои што ќе специјализираат таму ќе останат во Македонија и ќе пружат квалитетна здравствена услуга, дека нема да ја напуштат земјата и да заминат во странство. Докторке, на крајот од емисијата тука сакав да заокружам, добив знак дека имаме уште еден гледач, па ајде да го вклучиме. Добар ден за него. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до доктор Марта и да го честитам денот на матичните лекари за семејна медицина. И сакам да ја одговорам на доктор Марта, јас и сум нејзин пациент. Добар ден. Се ве слушаме, само следете го разговорот преку телефон, не преку телевизорот. Ве слушнавме досега. Уште сакавте нешто да додадете? Јас сакам да ја одговорам на доктор Марта што на прашањето што го постави дека треба да веруваме на матичните лекари. Треба да се верува на матичните лекари. Јас лично многу верувам на матичните лекари, поготоа на мојот матичен лекар доктор Марта. Да не и верував, јас сега во деновите на пандемијата не знам како ќе завршев. Она е толку одговорна и толку посветена на своите пациенти, така да многу сум и благодарна и уште еднаш го честитам денот на матичните лекари.
Ви благодарам за вклучувањето и за споделувањето на вашето позитивно искуство. Токму така треба да им веруваме на матичните лекари. Апсолутно. Мислам дека треба, затоа што нивните грижи и нивните проблеми, здравствени, приватни, емотивни, екзистенцијални се и наши проблеми. Јас тука исто би заклучила на некој начин и оваа година, значи, Светската организација за општи семејни лекари посочува една порака во која што вика дајте им поддршка на вашите матични лекари. Јас исто така би ги замолила сите слушатели да дадат поддршка на нас, затоа што на некој начин треба да продолжиме во градење здравје за сите. Ви благодарам за гостувањето во денешната Телма амбуланта. Благодарам и на вас. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за тоа што со внимание не следевте, а Телма амбуланта на сите матични лекари им го честита овој голем ден. Пријатно.